Па здраво. Што правиш бе? Добар? Добра? По дома? Како? Добри? Мило ми е. Втора епизода. Требаше да иду понеделникот. Понеделникот 8 септември неработен. Ја снимив, ја закажав, отиде демонизирана стана ради некој си дел таму со свиркање, со пеење. Ја избришав, ја снимав од почеток. И викам сега да ја ставам у вторник, не ја ставам у вторник, да ја ставам у среда, не ја ставам у среда, а викам да се задржи редот, ќе иде во понеделник. И останатите епизоди се веќе скоро снимени сите, така да ќе си бидат закажани за секој понеделник што си доаѓа. Ако не знаеш за што зборам, тоа е учиме на Миткаст, давам некои часови за дизајн, ќе имаш таму линк. Има некои убави вести. Убав дизајн, ете, искочи. Вчера вторнички искочи убав дизајн. Кој ви рекол да тие? Сте чуле за Funky Fresh? И за Skopje Vinyl Convention? Еден од најдобрите настани кои што се случуваат у земјава. Дефинитивно. Од 2017 мислам дека почнаат, да. Значи годинава се 9 години, наредна година е 10 години Skopje Vinyl Convention, Кога беше првиот Vinyl Convention, у Белград живеев и дојдов за Vinyl Convention тука, зашто е стварно јака организација. Ова иначе Гоце Чваре, сите тие Funky Fresh што се таму во екипата и прават, нели, еднаш годишно настан Skopje Vinyl Convention. За моја среќа и моја чест и огромна благодарност и до Гоце и до Чваре, што ме бара неколку пати за да правам дизајни. Лани некако многу потфрлија и малце ми се наљутија зашто излезов гомна. Ама јас зборам зашто нештото ми значи бе, брат. Имаше некој договор нешто за лани дизајнот да изгледа вака. Значи збориме одобрено го видоа, сега го видоа на улица, као леле брат, топе, идеме со ова, идеме со ова. Јас среќен, викам, ајде, топ. Нели, Skopje Vinyl Convention. See the music, зашто ги гледаш винилите. Па бе, conceptual, multidisciplinary, куров миленче сум, понекад само. И како што се случи, останавме на син и излезе овој постер. Сега, моje лично мислење, што е до негде субјективно, нели? Ама ова поише личи за постер, за -1, така за некоја таква -1 журка, не за Vinyl конвенција. Што може у мене грешката, не знам. Не е битно. Ова е втората Vinyl конвенција и овој дизајн го правеше Ермал тогаш, 2017 предходниот. Не ги најдов од тогаш слигите, ама тој е така по кафеав малце, ова е веќе она свежо Ермал дизајн има у него, нешто направено интересно. И вака беше целиот фазон со фестивалот, преубаво изгледаше. Па 2020 ја го правев, ова беше оној COVID Vinyl Convention, значи тами беа во МКЦ и сега го направив малце да биде као ретро, као телевизија, дека го гледаш, нели, од дома. Стрим, црвеновото, нели, рекординг, бла. Така поедноставно, ама нешто во нивен стил, кој што треба да биде. 2021, ево го за 2021, дека веќе, знаеш, као свртена, нагоре, надолу, ама све скоцкано. Мене, ја од сите дизајни што ги имам направено за Skopje Vinyl Convention, јас сум задоволен, како да кажам. После ово е 2022, значи пак со истиот фазон дека се вртат буквите, ама сега е С буквата. Овој беше за 2023 година и беше и се одобрен и бла, значи готово крај решено, ама тогаш Хајнекен нешто славија и Хајнекен ги зема као под нив да бидат, нема као Skopje Vinyl Convention се одржува под Хајнекен. Супер дечки, свака част. И сега за 25-та излезе ова као тизер пред некој ден. Викам, матерно ме, ова или ќе биде добро или ќе биде глупост. Мисле дека ќе биде некоја ваква глупост која е сега што кој стигне ги силува и фонтов и ова карактерчиња, сам катастрофа. Ама вчера искачање, брат, чек, на посебно ќе иде тука, брат. Види колку е добар. Значи, пичку матер. И ете, пази, две бои се искористени, црна и зелена. И толку е, све е направено. Карактерот исто Ермал го има цртано, значи ова е ручно правен карактер, зашто Ермал е и графити цртач и се. Значи, одма има некој филм, брат, пази. Добро, логава ми се малце чудно на месте, нема врска. Пази, Хелветика, шева, конденс некој така. Види зеленото позад, значи види како е се, так,
кој што треба, па грейн, па нешто. Толку решен е цел фестивал со две боички, значи такчево рачно си го има направено, гледаш, ама си има композиција, си има леаут, си има структура, се знае што е, каде е, зашто е. Та малку ако цепидлачиме, та малку сега, знаеш, да го помнатре да го ебам. И ова исто понавака, а пак да биде у некој ред. И не знам се, ајде уште малце да цепидлачи. Сам преубав, само се ситници и амалски. Ермал не е амал, Ермал е сериозен дизајнер, да има джуниор некој демо да го испегла. Што би рекол Джолев, кој што ми фали многу. Извади бе видео, брат, не знам што да снимам више, ама досадно е да ти имам. Нема врска. Многу убав дизајн, се е убаво. И многу ми е мило, што конечно, значи, се дешава нешто, бе, брат, искачаат сега убави дизајн. Знаеш, искачаат убави работи. Пркна пак дизајнот малце. Ама, затоа увек тука, нели? Тамам викаш, отидовме 2 напред и ќе се појави некој ваков, што цело време вика AI и све му е правено као демек со AI, ама брат, билаше ли бе за a fist company? Никој не проверувате таму, бе. Цело време го потите тоа курот за AI и на крај покажувате колку AI прави грешки, катастрофални. Сами против себе ли си играте нешто, некој fucked up mind game ли правите, бе, перо. И сега автоматски 3 чекори сме назад, пак. Така да не знам више што да кажам у пичку матер. У другите вести, пак сега да ја одиме малце на позитивна страна, вчера на Discord, што by the way, не знам дали виде, дали прочита, Дискордот е сега отворен за сите. Линк имаш и у description доле, така да слободно влези на линкот и добре дојде во Миткаст мрежата. Вчера на Дискорд, еден од членовите, мислам членка дека е, првиот што е лого, часот, го направи ова. Братле, значи јас сум презадоволен. Огромно браво за Нео. Нео, фала ти што активно учествуваш во работењето, тоа е многу ме мотивира. Другите ако сакате направите, пуштете во Дискордот, имате различни канали и таму за се. И така, од прилика тоа е тоа. Друго нешто не знам што да кажам у моментов. Ете вака кидат епизодите, значи понеделник, среда ќе има некоја као ваква епизода со вести поврзани со дизајнот од Македонија, најчесто од Македонија, значи дали ќе биде тоа добар дизајн да кажеме браво или лош дизајн да му се изнаебеме мило мајче, ќе видиме тоа како ќе биде. И сабота ќе има една епизода што ќе биде Миткаст, дали ќе биде некој шоу, знаеш као работа или редизајн на некаков си проект ќе правам, не знам, ќе видам. Останува мистерија. Што ако знаеш све од почеток, после џабе правиме му. Маицата, здраво пивара, може јака едно стотче. Што? Едно стотче. За јадарче нема да имам више гомна за кирилицата на Кока-Кола, ви кажам ја. Јаве се. Приклучи се на Дискорд, ќе правиме муабет таму, ќе се заебаваме, има и простор за предлог за нови видеа, што да се прави, како да се прави. Луѓе зборат за индизајн, ќе гледам да средам еден туторијал да направам, зашто индизајн е многу комплициран, ама и многу едноставен софтвер во исто време, зависи за што го користиш. И под прилика тоа е тоа, пократка епизода, фала што сте тука, фала што гледате. Пишете лайк, шер, subscribe, Patreon, тука супер лайкови, membership и све тоа како ви душа сака, така ќе правиме. Се гледаме у сабота, се читаме на Discord постојано, сакаш може да се чуеме на Discord и that's about it. Љуби брат.